кога реши дека нема да работам маркетинг, туку ќе работам фитнес? Јас сум човек што сака опипливи резултати. Чувството што ја го добивам после тренинг, односно таа некоја добра насока дека сакам да ја пренесам кај други луѓе. За 21 ден до Beachbody. Не, природата не функционира така, не можеме за 20 дена да превртиме нешто што сме го правеле години наназад. Се случило да ти дојдат со слика и да ти кажат сакам вака да изгледам, вакви стомачни, да имам вакво струкче. Дела почесто него што мислиш. Секој вежбач кога почнува да вежба треба да го свати дека не можеш да се споредуваш со никој друг освен со себе. Кога си гладен треба да јадеш. Сега не може тебе телото да ти вика дека ти седа пола торта. Значи апсолутно тебе телото не ти го вика тоа. Повеќе од секоја втора жена на светот има целулит. Нашата биологија е таква. Да водиш фитнес студио не е само да бидеш тренер, туку ти си предприемач од кој што сите работи зависат од тебе. Не можам да го опишам чувството што го имам кога удирам во вреќа, значи е нешто од кое што не би можела да се откажам. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Здраво, Драгана, што го врти светот? Здраво, Јована. Па, можда многу би рекле дека светот го вртат парите, моќта, љубовта, јас ќе кажам дека светот го врти балансот. Добро. Кога сме кај баланс, корпорација или фитнес? Фитнес. Кооперација. Кооперација. Секогаш фитнес и во двете опции. Добро. Теретана или кикбокс? Јас сепак сум за кикбокс. Логично. Да. Логично. Тело за на плажа, зашто тие денови ни доаѓаат, или тело за цела година? Тело за цела година. Потешкиот пат. Да. Не само потешкиот пат, туку ќе вежбаш цела година и ќе се зезнаш со кафаните у пролет и после нема за на плаж. Реална ситуација, али сепак долгорочно подобро така. Добро. Сега од маркетинг сектор потекнуваш, а отвараш фитнес студио, сега отворивте и втора локација, ама кажи ми кога беше флипот, кога реши дека нема да работам маркетинг, туку ќе работам фитнес? Тоа беше, да речеме, на спонтана одлука која што така некако внатрешно ми дојде, бидејќи маркетингот беше нешто за кое што се спремав цел живот, значи во таа насока студирав, стварно тоа сакав да го работам, меѓутоа во еден момент осетив некоја празнина, односно потреба. Јас сум човек што сака опипливи резултати и секогаш со секоја кампања се прашував, добро, дали стварно направивме нешто значајно, дали на некој малце му го сменивме животот, дали нешто променивме на подобро. И тоа се повеќе почнав да го гледам во фитнесот, односно во тренинзите во кои што бев вклучена. И беше, не знам, имав некој внатрешен драйв кој што ми кажуваше дека тоа е нешто што многу ми помага мене, значи стварно многу ми помагаше фитнесот да речам, јас многу касно почнав да се занимавам со фитнес, меѓутоа во некои критични години кај што човек се пронаоѓа, каде што не си сигурен каде треба кој пат да го фатиш во животот и некако многу се идентификував со фитнесот и си реков, чим ова мене толку ми помага, зашто да не го направам да помагам и на други луѓе со тоа. Мислам дека имаше многу врска тоа што и многу живам да пренесувам знаење, да речам, веројатно може ќе бев и добра учителка во животот. Имам многу трпение со луѓе. Да, никогаш не се знае. Така што тој беше некој флип каде што решив дека чувството што ја го добивам после тренинг, односно таа некоја добра насока дека сакам да ја пренесам кај други луѓе. Кога сме кај пренесување на знаење, има некои работи кои што на интернет, особено во лето, не излегуваат оние видеа каде што те тера да купиш некоја апликација брзо, дека ќе добиеш брзи резултати, не знам, за 21 ден до Beachbody. Да, за 7 дена рамен стомак и така натаму. Да, за 7 дена рамен стомак, за 3 дена ова, за 2 дена тоа. Има ли логика? Може ли да има резултат за 7 дена, за 20 дена? Не. Значи, реални да бидеме, јас искрено многу се лутам, затоа што мислам, порано во странство се продава повеќе такви програми, меѓутоа сега има фитнес колеги кои што го прават тоа, значи тоа е нешто на кое што мислам дека повеќето се лутиме под наводници, бидејќи не е фер да продаваш нешто што стварно е лага. Значи тоа е лага, значи за 20 дена, за 15 дена, за месец дена не може ништо драстично да се промени. Значи може за 20 дена вие да поставите една нова
да речам динамика во животот, значи еден темел да поставите дека еве во тие 20 дена ќе бидам дисциплинирана, ќе вежбам, ќе си ги планирам оброците, ќе си готвам здраво дома и така натака, меѓутоа тоа е да речам првиот чекор кон достигнување на една долгорочна цел за која што треба минимум 1 година да се посветите за да видите вие реални резултати на телото. Значи за 20 дена може да почнеш да се чувствуваш подобро ако едноставно исфрлиш лошите работи во исхраната, ако почнеш да се движиш повеќе, ако почнеш да правиш тежински тренинзи, дефинитивно телото веднаш реагира и се чувствуваш ти подобро, меѓутоа дека за 20 дена може ти да направиш тело како некој инструктор кај што тоа ти го продава на Инстаграм, она го прави тоа со години. Значи едноставно не функционира и ја лага. Мислам природата не функционира така, не можеме за 20 дена да превртиме нешто што сме го правеле години наназад. Да, имаш едно, немаш за еден ден ни да ослабиш, ни да се здебелиш. Точно нели? така, да. Ако некој сгреши во, да кажеме, условно кажано во јадењето и слично. Да. Сега дали кога зборуваме за брзите резултати, затоа што тоа е главната промоција, меѓутоа многу често со тоа се нуди, да кажеме, програма за вежбање и ако сакате програма за исхрана. Што дава побрзи резултати од тоа, затоа што некако како да не ми е реално дека само со вежбање, ако вие 100% не следите исхрана која што е екстремно, да кажеме, оскудна, ќе направите нешто за 20 дена. Дефинитивно исхраната влијае повеќе на физичкиот изглед него тренингот, односно побрзо дава резултати. Заради тоа што физичкиот изглед е склоп, односно комбинација на математика, односно колку калории внесувате, колку трошите, и плюс, значи, формата на телото зависи од тоа какви тренинзи правите, дали воопшто правите тренинзи. Сега, пример, за 7 дена ако се ставиш на калориски дефицит од, не знам, 1200 калории, да, ти за 5 дена може да изгубиш 5 килограми, зависи каков ти е метаболизмот и колку килограми имаш и така натака. Така што исхраната, да речам дека најмногу влијае. Меѓутоа, рестрикциите во исхраната се многу треба да се внимава со нив, значи тоа е меч со две острици, особено кај жени, ова го кажувам секогаш кога одам некаде на разговор вака јавно. Значи дефицит во исхраната жените мора да прават со многу големо внимание, особено да не се скратуваат мастите во исхраната, бидејќи тоа директно влијае врз хормонскиот статус на жената. Значи тоа влијае врз хормонскиот статус од мали девојчиња што имаат по 13-14 години, кои што гледам дека исто практикуваат диети и така натака. Значи што пример ние не сме го правеле толку млади, мислам дека нашата генерација. Збори се за себе. Или ете можеби се правела. Значи треба многу да се внимава, значи кога се прави план за исхрана секогаш треба да се консултира нутриционист. Значи човек што е специјализиран за тоа, во ретот тренер, фитнес тренер да дава насоки за исхрана, се разбира сите ние што сме фитнес тренери знаеме точно што треба да се јаде, меѓутоа кога се прави детален план за исхрана, особено за жени, особено за млади девојки, треба да се консултира и нутриционист, заради тоа што сите сме различни, значи не знаеме, некој можеби е подлежен на некоја хронична болест, значи некој можеби има некоја интолеранција на храна, затоа тоа треба да го прават лица кои што се стручни баш за тоа. И што еднаш кога човек се научи да се исхранува сам себе си, значи знае што ти прија, што не ти прија, колку оброци во денот ми се доволни, со ова имам повеќе енергија, со имам помалку енергија, тука више човек може сам да си направи една динамика и значи тоа да го склопи заедно со тренингот и пак ќе кажам, тоа е една значи голем долгорочен проект е тоа. Да, не е, значи 21 ден. Не постои тоа, значи за 20 не можеш само да почнеш. Не, ова бидејќи баш видов пред некое време такво видео, исто ми се особено интересни, нема многу да ги дискутираме, ама се прават слики од пред и потоа, зашто нели тоа е најголемиот хит и многу е искрено психолошки е болно, некој имал огромни резултати за 3 месеци, може некој ќе нема такви резултати за 3 месеци или на тој третиот месец нешто ќе му се случи друго во телото, да стагнира, ќе стагнира. Да. И онака во ред да те мотивираат од една страна, не викам дека не се битни, ама треба да знаеме дека тоа не мора да биде баш нашиот пат. А сега уште чекор напред од тоа, ајде што се споредувавме со реални жени, мажи кои што тренирале, туку сега има многу реалистични, а и девојки веќе почнаа да ги прават и претходно се гледаш има некој чуден сјај во очите или нешто така, па ќе препознаеш дека е вештачка интелигенција. Ама сега ги прават толку реално, што многу луѓе може да се излажат, а тој прогрес таму е како
да кажам, значи од огромна една девојка која што има целулит, се гледа направено е тело кој што изгледа дека да кажеме има проблеми со хормони и апсолутно може да се поистоветат такви девојки со тоа, до девојка која што изгледа па подобро од фитнес тренери, мислам подобро, помускулесто од фитнес тренери, колку тоа е реално да се постигне, ќе си стават колку сакаат. Месеци ќе продаваат некоја си апликација онлайн. Значи, на каде оди технологијата е стварно застрашувачки, меѓутоа верувам дека ќе има некакви регулативи, значи има, еве барем сега гледам на Инстаграм што искачаат такви, мислам, содржини од AI, дека горе наведено дека е тоа AI, за да се знае, меѓутоа пак во тоа брзо скролање, децава исто кога гледаат мислам помлади, можеби не ги читаат тие работи, апсолутно е нешто што, значи, до сега го немаме доживено ние како човештво, значи се менува, ни се менува психологијата за тоа како треба да изгледаме, како не. Значи јас сум апсолутно многу против општо дигитализацијата како едно движење, гледам што повеќе да се повлечам назад, значи она основно користење на телефон. Знам дека светот оди во друга насока, меѓутоа е нешто на кое што не можам да ти дадам одговор во моментов поради тоа што е, значи, нешто што го има обземено светот и во таа насока оди едноставно, не знам до каде ќе оди тоа, едноставно не е фер. Не, апсолутно, не можеш да се надпреваруваш. Еве ни во делот на фитнесот ти се случило да ти дојдат со слика и да ти кажат сакам вака да изгледам, вакви стомачни да имам, ваква струкча. Леле, почесто него што мислиш, да. Мислам дека е често. Многу е често, да. Мојот одговор на тие прашања, мислам, едноставно сакам, мислам, секогаш кажувам, викам, значи тебе не те родила таа мајка што родила оваа девојка, ти имаш тотално друга генетика, имаш тотално други предиспозиции, други убавини во тебе. Едноставно не можеме да изгледаме сите исто. Мислам, тоа е нешто што секој вежбач кога почнува да вежба треба да го свати дека не можеш да се споредуваш со никој друг освен со себе. Значи, во ред да си дадеш 1 година, 2 години, 6 месеци, колку и да треба за да постигнеш од себе најдобрата верзија. Меѓутоа, јас и ти да сме во најдобра форма, нема да изгледаме исто. Ти ќе изгледаш на еден начин, јас ќе изгледам на друг начин. Апсолутно. Така што биологија е едноставно, како што во лицата сме различни, телата ни се различни, тоа е. Значи треба да се менува, така да ќе видиме дали ќе видиме колку различни за некое време. Ама мислам дека сепак има се повеќе луѓе кои што тоа го прифаќаат и го сваќаат, особено кога ќе дојдат на одредена возраст. Многу е тешко во оние млади тинеџерски години каде што се огледуваш на одредени, да кажеме, инфлуенсерки или луѓе кои што се присутни на интернет, на најразлични медиуми, каде што секогаш сакаш така да изгледаш. Јас тргнувам и од себе, можеби кога ние сме растеле во 2000-тите години, ако се вратиш да гледаш некој шоу, кај што им викаат на луѓе дека се дебели, тие сега од оваа перспектива биле супер прекрасни девојки, згодни се, ама имаше па уште пострашни стандарди за тоа што... Некој скини беше, некоја скини мода во тоа време, точно. Хероин чик се викаше типот на телото, кое што и самото не звучи здраво по себе, ама... Прелош. Ете, тоа што е. Кои се сега во поглед на тренинзи? Затоа што кај вас има комбинација на кикбокс со, да кажеме, функционални тренинзи, со тегови и слично. Меѓутоа, што е сега најпопуларно кај нас, што се бара највеќе, да кажеме, на нашиот пазар, а што се некои трендови во светот за вежбање, затоа што ни светот гледаме буквално се и свашта. Точно така, да. Кај нас многу е популаризирано вежбањето, особено во последните 10 години, меѓутоа мислам дека најмногу сепак сме задржани на луѓето најмногу бараат или теретана или функционални групни тренинзи, такви како што правиме ние во ФИРС. Теретана е мислам нормално кој што преферира да вежба, меѓутоа за да вежбаш сам во теретана мора или значи да посветиш доволно време да се едуцираш на таа тема, бидејќи сепак влегуваш во просторија со 50 справи, не можеш да знаеш те како функционираат. Јас немам појма се уште, сум вежбала. Да. Значи за теретана секогаш треба да имаш или личен тренер со тебе барем неколку месеци кој што ќе ти направи програма, но и ќе те научи како правилно вежбаш без да се повредиш, бидејќи апсолутно многу малце треба за повреда, особено со тежини кога се работи. А функционални тренинзи кои што се групни, мислам дека се многу популарни кај нас, бидејќи да речам еден човек кој што во просек во денот има саат или два да одвои на вежбање, кој што нема време да си смисли сам програма,
да се едуцира за тоа како правилно се изведуваат вежби. Најлесно е да дојдеш во група каде што имаш напишана програма од некој кој што е сертифициран за тоа, кој што знае точно што прави, што треба да вежбаш денот и да ја следиш таа програма. Односно да има некој што ќе ти ги објасни сите вежби од почеток до крај и што ќе стои тука за да ти покажува чекава го правиш грешно, вака треба да го направиш. Така што мислам дека тие типови на тренинзи кај нас најмногу се бараат. Мислам се разбира, има и многу други тренинзи како кросфит, пилатес и така натака, меѓутоа мислам дека тоа е најбарано кај нас. А во светот, да речем, во моментов некои трендови, мислам барем според моето видување, реформер пилатес е нешто по кое што поведуваат сите во моментов, еве кај нас дури има премногу више реформер пилатес неколку студија. се отвора и има интерес, гледам. Има интерес, дури значи премногу има. Пример само кај мене во мало мислам дека има 2-3 студија со реформер пилатес. Мислам и ја веќе бидејќи сум бремена тоа вежбам во моментов бидејќи дозволува тоа, мислам има убави програми за трудници. И исто така има едно Hot Mat Pilates, сега е многу популарно во светот, во Холивуд. Тоа е, мислам дека стават некои панели за грејење горе на таваните и прават температура од 37 или 8 степени и се вежба во таа температура. Ние бегаме во лето, да, скроз. Они вежбаат на топло, добро. Да, Холивуд се многу, значи стално има нешто ново интересно кое што се промовира и после тоа доаѓа кај нас после некое време. И ова е практично, не мораш да одиш и во сауна и на пилатес, туку се наеднаш. Да, значи јас читав неколку истражувања, и тоа е интересно, сигурно кај нас некој ќе отвори наскоро. Меѓутоа, дали значи, колку здравствени бенефити има тоа да го правиш на долг рок, пример 3 пати неделно да го правиш 6 месеци, затоа што пак е премногу изложување на висока температура многу често, што не би требало да е лошо, бидејќи еве и сауна се препорачува да се прави 3 пати неделно. А она cold plunge или како и да се вика кога во ладно мраз, ладна вода се влегува и тоа е интересно. Има многу исто бенефити, само што тоа е многу, да речам, индивидуална работа. Јас сум пробала да го правам, тоа апсолутно не ми прија, значи премногу стрес ми прави на телото. Јас мислам дека немам шанс. Многу жени се нетолерантни на тоа, меѓутоа има жени кои што го прават, а доста мажи мислам дека го практикуваат, меѓутоа пак ја кажам, зависи од телото. Апсолутно. Се треба да си избереме според тоа што ни одговара веројатно и што ни е временски во ред, во однос на тоа дека има луѓе што си доаѓаат, си го следат тренингот и се исклучуваат. Слушам се повеќе некои информации, трендови, да кажеме на интернет, каде што се зборува мора да си фокусиран на вежбата, на мускулот на вежбата што ја правиш, да мислиш на вежбата во моментот што ја правиш, за да добиеш подобри резултати. Сум го пробала тоа, јас генерално се исклучувам затоа што тоа ми се тие моменти кога можам да не мислам, веќе ги знам вежбите горе-долу од што, да кажеме, се повторуваат, меѓутоа се исклучувам и сега ова малку ме замислува. Дали мислиш дека ако во моментот си 100% фокусиран на вежбата и мислиш на тоа што го правиш, можеш да имаш подобар резултат? Дефинитивно, тоа не само што го мислам, тоа е докажано е. Мислам, има научни студии на куп за тоа, тоа се вика mind-muscle connection. Апсолутно кога работиш вежба и кога знаеш точно кој мускул се активира со тоа, значи ако размислуваш ти да го стегаш мускулот во истото време додека ја правиш вежбата, значи апсолутно има многу повеќе ефект вежбата. Значи Јована, пробај нареден тренинг. Да, ќе мислам следен пробај тренинг. Okay. Значи можеби тоа не можеш да го правиш 60 минути додека го правиш целиот тренинг, меѓутоа на одредени вежби баш мислам апсолутно има повеќе ефект. Тоа е дефинитивно вистина. И да, мислам, види, и јас кога правам тренинзи, не секогаш го размислувам тоа така, меѓутоа ако му посветиш внимание, апсолутно има разлика. Добро, интересно е сега кога веќе мозок тело поврзуваме. Да кажеме, имало периоди во мојот живот, верувам и периоди во животот на секој кој што вежба, оди на вежбање или било како, јас не сум никако спортист, меѓутоа целиот живот одам на некакви типови на тренинзи. Сега, има период кога тоа го правите за да ослабнете. Јас тоа го правам или сум го правила затоа што многу сакам да јадам и тука некако да се држам, да не се здебелам премногу. Ама знам дека и да бидам нормално здрава, што е многу битно. Да. Меѓутоа, се повеќе како што поминува времето, како што имам семејство, други нервози, друга динамика на живот и немаш целосна контрола на тоа што ти се случува во денот, вежбањето
се повеќе ми помага за да се смирам, посмирено да одговарам на предизвиците, и за тоа има студии многу кои што покажуваат дека луѓето што вежбаат подобро перформираат на работа, луѓето што вежбаат подобро перформираат во животот, односно имаат подобри се во се останато надвор од вежбањето, и дека тренингот и физичката активност може да помогне и во менталното здравје и во се останато. Мислам, тоа е веќе дефинитивно докажано. Така, да. Ама дали си го приметила тоа, кај да кажеме вежбачите, колку често доаѓаат да ти кажат дека вежбаат за ментално здравје и за среќа повеќе отколку за Да, има и такви физички коментари, меѓутоа јас тоа што често го гледам кај нашите клиентки, бидејќи во секој студио има клиенти кои што, пример, јас имам клиенти кои што 10 години доаѓаат, значи ние 10 години постоиме, има жени кои што 10 години вежбаат во Фирс, и тоа е, да речам, трансформација која што се гледа. И жените кажуваат, пример, дека животот им се менува поради тоа што они решиле редовно да имаат физичка активност. Значи тоа се случува, мислам дека поради тоа што ние сме како човечки битија се сме создадени да правиме физичка активност одредено време во денот. Значи, тоа што го правиме 200 години наназад, односно седиме пред компјутери, работиме некоја седечка работа и така натака, значи тоа не е тоа што за кое што нашата биологија е создадена. Значи, ние сме еволуирале илјадници, милиони години наназад, меѓутоа сме биле постојано физички активни. И апсолутно нашата најдобра психофизичка форма, да кажам, е кога сме ние физички активни и нормално имаме време да се одмориме и така натака. Меѓутоа, нормално, модерното темпо на живење не ни дозволува да сме нонстоп активни, меѓутоа затоа треба, значи секој треба да се потруди барем 1 сат во денот 3-4 пати неделно да прави физичка активност, заради тоа што целокупно тоа го менува квалитетот на живот, од подобар сон до подобра концентрација умствена, намален стрес, значи намален ризик за хронични болести. Значи колку хронични болести се јавуваат само тоа што човек е цело време во седечка позиција, така. И кога зборам за балансот, кога спомнав преска, значи за мене балансот е не да се префорсираш ти, па да се прегориш, да речам, на еден начин со тренинг, меѓутоа па ако не се движиш, дефинитивно стагнира телото. Така што мора да се најде тој баланс каде што телото, значи, ќе си најде една средина во која што ќе може да функционира најдобро како што е родено да функционира едноставно. Сега работев семинарска работа за магистерските студии на тема односи со јавност практикум, ама гледав кампањи за подигнување на јавна свест за работи врзани со здравје. Една од кампањите на британската влада е врзана токму со поттикнување на населението да биде активно, особено тие увиделе дека женската популација е многу неактивна, а може да има многу здравствени придобивки ако се активира, и ги гледале дел од причините зошто се неактивни жените, и една од клучните причини што произлегле, јас мислев дека ќе биде дека немаат време, меѓутоа една од клучните причини која што е навеле е дека не се сигурни во однос на тоа како изгледаат кога вежбаат, па во таа насока направиле они многу кампањи од спотови кои што се прекрасни, не знам каде што играат, па нешто вика sweat like a pig, look like a fox и така натаму, да ги поттикнат жените без разлика како изгледаат, мислам, сите имаме месо, тоа е тоа, не сме кукли, кога се движат и кога вежбаат, дури ако не изгледаат како професионални атлети, сепак да вежбаат и сепак дека сето тоа е убаво и супер. И сега сакам да те прашам во таа насока, има ли килажа која што треба да внимава со вежбањето? Треба ли секој да почне да вежба? Како да почнат луѓето? Како да се охрабрат да тргнат да вежбаат? Затоа што секогаш е најтежок оној прв период, прв чекор да се направи. Вака, ќе почнам со здравствениот аспект, дали секој треба да почне да вежба. Секој треба да почне да вежба, меѓутоа било кој пред да почне да вежба треба да е свесен за својата здравствена состојба. Па ќе кажам, значи треба да се испита, мислам, доколку човек има некоја хронична болест, треба да се направи пристап кон вежбањето кој што нема да дополнително да наштетува на таа хронична болест. Физичка активност секако помага за било која здравствена ситуација, меѓутоа треба да се направи еден преглед на спортска медицина, зошто да не, да се направи едно ЕКГ, да направите една крвна слика, чисто да знаете во која состојба ви е телото моментално. Тоа е нешто што треба секој да го направи пред да почне да вежба, особено некој кој што никогаш не вежбал или кој што можеби има некои здравствени потешкоти.
Во однос на тоа дека жените да, се малце можеби самосвесни премногу, не само жените, мислам дека и многу мажи се самосвесни за тоа како изгледаат кога ќе отидат во теретана и така натака, особено ако никогаш не вежбале. Да. Затоа јас барем во моето студио се обидувам, значи тоа е процес кој што мора постојано да се негува, да се чувствуваат луѓето пријатно, прифатено, дека едноставно нема една совршена боди имидж, односно слика за телото кое што треба да се постигне или треба да бидеш за да бидеш згодна или што и да е. Значи, меѓутоа е тежок процес тоа. Апсолутно има луѓе кои што се многу срамежливи, кои што се срамат да искочат од дома, да пробаат да вежбаат. Меѓутоа, еве да речам, во таква ситуација препорачувам секогаш да се купи некоја онлайн програма, која што може да се вежба дома, чисто како за почеток, за да почнеш да сваќаш дека можеш да ги правиш тие вежби и дека не изгледаш никако глупаво додека ги правиш тие вежби. Меѓутоа, да, тоа е да речам еден индивидуален пристап на секоја жена. Се не можам да кажам дека по секоја цена треба некој да дојде да седи во ќош и да не знае дали да се извежба дента како што треба или не, заради тоа што околу не за другите изгледаат подобро од неа. Така што индивидуален пристап треба, пак ќе кажам, онлайн програмите се многу добра почетничка опција за некој кој што, да речам, се соочува со некој таков страв. Да, ама може би е и битно да се зборува за тоа, да кажеме, ете, тие го направиле, ја направиле промената со кампања и на вистина огромен број на жени се активирале после, што значи дека станале поздрави. Тоа штеди утре трошоци за здравство, штеди практично имате работници кои што ви се присутни на пазарот на труд, значи самата држава има бројни придобивки од здраво население. Апсолутно и особено активно население кое што се движи. Не мора тоа секогаш да биде човек кој што вака или онака изгледа, ама човек кој што може да се движи, да отиде на работа, да ги заврши работите, а тука тренингот игра битна улога. Има ли возраст кога да се почне со вежбање и што треба да знаат оние кои што никогаш до сега не вежбале во однос на почнувањето? Има ли, не знам, некоја препорака? Знам, често се прават приспособувања на вежби кои што се премногу тешки, да кажеме бурпи каде што скокаш и се симнуваш долу. Не е секогаш добро за почеток. Тури за некои луѓе и долгорочно не ја прават вежбата така, туку ја прават на поедноставен начин. Да. Вака, во однос на возраста, значи нема возраст во која што не може некој да почне да вежба, значи најидеално е да се почне од што порана возраст и тоа исто многу често го споменувам дека еве ние како млади родители треба да значи свесно да ги праќаме децата на било каков спорт. Да. Јас конкретно не сум дете што спортувало, значи јас прв пат почнав да вежбам на 19 години, што е стварно касно да речеме во вака генерално. Меѓутоа нема лош период кога може да се почне со вежбање. Идеално е да се почне што поскоро, затоа што значи децата, конкретно тинејџерите, кај нив се лачи human growth hormone многу повеќе него кај нас повозрастните и да речем во комбинација со тренинзи, со добра исхрана, тој хормон дополнително помага побрзо да се адаптира телото на промени, да стане појако, повитално, да се развие еден по-здрав метаболизам. Но и покрај тие физички придобивки, да речем, кај децата доколку ги запишете на спорт млади, се ствара една навика која што може навистина да биде долгорочно до крајот на животот. И да речем, во тие некои услови, вие буквално од детето може да направите една машина која што ќе биде прездрава, која што до крајот на животот ќе биде многу повитална него да не го правила тоа во тие млади години. Меѓутоа, апсолутно не е доцна да се почне ни на 30, ни на 40, ни на 50, ни на 60. Значи, никогаш не е доцна да се почне со тренинг, меѓутоа, апсолутно адаптиран според можностите на вежбачот. Значи, да речеме, во 30-тите години нема нешто што може физички кузна колку да ве спречи да почнете со било каков тренинг, освен, пак ја кажам, нека хронична болест, некоја ситуација, како е пример што спомна за бурпи. Кај нас често има пример, гледам жени кои што имаат спондилоза на вратот, па им пречи тоа наведнување надоле. Не само жени, сите веќе имаат никакви деформитети од премногу точно, дали ќе биде кичма, дали ќе биде врат, дали ќе биде колено, значи апсолутно мора да се внимава на тие работи, секогаш велиме со болка не смее да се вежба, мора да се адаптира. И тоа што вика, значи можеби некој никогаш нема да направи целосно бурпи или некоја друга вежба, меѓутоа тоа ќе го прави на адаптиран начин кој што е добар за него.
Дефинитивно, значи вежбање да се почне кај било колку што поскоро. Значи дури да не гледа некоја жена на 60 години, не е доцна да се почне на 60 години. Значи Не, апсолутно. И супер може да биде, зашто нели велат дека и мускулите помагаат потоа кога со коските може да се има Дали тоа е проблеми. многу важно. Тоа е многу важно, апсолутно. Значи кај жените затоа што се мислам, ние посклони сме на остеопороза, да речеме од мажите. Тренинзи обавезно мора да се прават низ целиот живот, но пак ќе кажам, не е доста на 60 да почнете за да превенирате, односно да ја успорите остеопорозата и општо сите процеси на старење во клетките. Апсолутно. Да. Супер информација ова. Кој може да биде тренер? Односно, вие конкретно имате многу тренери кои што на еден час се менуваат Точно постојано, затоа што има тренинзи во текот на целиот ден. Да. После ќе те прашам и за таа оператива, затоа што е навистина динамично да Да. се најдат прво сите тие луѓе кои што ќе бидат точно на време, да почнат и така натаму. Меѓутоа, кој се може да биде тренер? Затоа што ти велиш сум почнала на 19 години. Имаме примери за тренери кои што целиот живот тренираат, подлучуваат да се пренасочат во фитнес. Што е битно за да почнеш да се занимаваш професионално со давање тренинзи? Апсолутно едукација пред се. Значи, кај нас, за жал, едукативниот систем нема, да речам, сега во моментот, верувам дека тоа ќе се смени во иднина, затоа што фитнесот е индустрија која што расте. Нашиот пазар не нуди академии кои што може да те спремат и да те едуцираат да бидеш тренер, освен да се запишеш на факултетот за физичко образование. Меѓутоа, еве, јас конкретно на, не знам, на 16-17 години не знаев дека сакам да бидам фитнес тренер и не сум се запишала на тој факултет. Меѓутоа има многу странски академии, ние конкретно, мислам кај мене во клубот, ние сме студенти на американската спортска медицина, што е многу сериозна академија. Меѓутоа тоа бара постојано дообучување. Значи тоа е сертификат кој што го добиваш ти после година дена студирање и така натака, зависи која програма си одбрал, меѓутоа тоа се сертификати кои што мора да ги обновуваш на секои 4 или 2 години, зависи каков сертификат си земал. Еве конкретно кај мене, јас и колешката кој што сме студенти, мислам, она веќе ја заврши академијата, јас малку каснам со мојот pregnancy brain во моментов. Меѓутоа се сериозни академии, бидејќи се прават многу сериозни испитувања и студии сега во врска со фитнесот и е нешто што значи постојано има нови информации, постојано има нови методи на вежбање, значи работи со кои што мора еден тренер да биде во тек. Да. Така што, да речеме, ако си завршил еве факултет за физичко образование, значи дека треба тука да се застане со тоа. Мислам, тоа е одлична основа. Меѓутоа треба да се пратат трендовите, исто како и во секоја друга индустрија. Конкретно, за да бидеш фитнес тренер, значи многу е важно и значи да си човек кој што може да работи со луѓе, меѓу другото. Значи ти можеш да имаш 15 најдобри. Веројатно да, мислам стално еве треба кај нас конкретно, бидејќи имаме повеќе тренери, они програмата се разбира добиваат од мене и од колешката која што е сертифицирана исто да го прави тоа. Меѓутоа, знаењето лесно се пренесува, да кажам, тие работи кои што човекот треба да ги знае како фитнес тренер, меѓутоа, пак ја кажам, тој човечки момент е исто многу важен, бидејќи доколку ти немаш контакт, мислам, немаш како да кажам, способност да бидеш комуникабилен со клиенти, мислам, џабе целото знаење кое што го поседуваш, така што да речам дека е склоп од повеќе работи. И сега прехрабро отвараш втора локација, ни прегрнан си brain, ни тоа значи нели она што има на интернет за фрканци за тоа, ама тоа и е вистина, Значи, дека кога човек е труден малку потешко размислува, зашто му се зима дел од енергијата и се носи во друго мозоче што се развива, ама еве и на сето тоа ти одлучуваш да отвориш втора локација. А локациите работат во текот на целиот ден од 7 наутро, последните тренинзи завршуваат во 10 вечер. Да, летно време во 10 вечер. Во 10 вечер летно време. И сега сакам да те прашам како изгледа таа оператива. Значи, колку е битно да бидеш кога си менаџер, затоа што сега не можеш да држиш тренинзи и главно се занимаваш со делот на организација на сите тренери кои што доаѓаат и направење на програмата. Колку е битна таа оператива и што значи day to day да бидеш сигурна дека во студио се одвива тренинг во двете студии?
Да, тоа е, да речем, делот од работата кој што за многу е невидлив, односно е позадинската работа која што дури и клиентите и сите останати не ја гледаат, апсолутно е full time job. Значи денот почнува во 7 наутро, ти треба да си, мислам, еве конкретно јас морам да сум сигурна дека се е во ред во тератана, дека е исчистено, дека целата опрема е функционална, дека се е на број, дека тренерката стигнала на време, дека програмата е добро напишана. Од тоа дали прегорела сијалица, па кој ќе ја смени денеска таа сијалица, до тоа јули дошло се расипала климата, треба да се интервенира. Значи има апсолутно многу работа, значи не е само делот на смислување на програма, што ќе се вежба дента, што ќе се вежба неделата, што ќе се вежба месецот. Значи една голема оператива е апсолутно. Да, јас доста храбро решив да отворам сега втора локацијата, во меѓувреме и останав бремена, меѓутоа тоа е, да речем, еден момент каде што треба да го осеќаш пулсот и на општеството и на клиентите. Значи јас ова конкретно овој потек што го направив да отворам втора локација не беше за да бизнисот се дуплира. Јас знам дека бизнисот нема, мислам да од бизнис аспект нема ние да се дуплираме, меѓутоа сакав да понудам нешто плюс на жените кои што вежбаат во ФИРС, односно да пружам повеќе комодитет, да речам да имаме повеќе простор, односно повеќе метри квадратни, затоа што се случува некогаш, пример, да се преполни термините на првата локација. Еве сега како што имаме втора локација, ако нема место на едната, секогаш има место да вежбате на другата. Значи нешто што плански можеш да го организираш. Исто така сакав да внесеме нови елементи, пример еве сега ставивме сауна, имаме и нова опрема која што може да се користи, значи апсолутно да дадам некој бенефит плюс на луѓето кои што одбрале да вежбаат кај нас. Затоа што пак ја кажам, тоа е тој саат на жените кои што го издвојуваат, значи буквално само за себе, и секогаш сум се трудела затоа што ние сме клуб само за жени. Секоја жена што ќе влезе кај нас, значи да влезе да се извежбува, меѓутоа и да се чувствува, да има убави услови, значи да има да е чисто, да може да се истушира, да може да се опоштеве сега во сауна, да си направи деток. Значи сакам да биде тоа едно целосно искуство, пријатно за една жена која што решила да ги посвети тие неколку сати во неделата баш кај нас. Има само неколку студија кои што или неколку теретани кои што се отвараат на повеќе локации во Македонија, додека во светот тоа е тренд. Значи да се прават франшизи е некако станува и трендовски, меѓутоа и нели дава можност за скалабилност на бизнисот, кој што во прв момент не бил така лесен да се скалира. Зошто мислиш дека кај нас е тоа толку ретко? Кај нас е стварно ретко. Јас можда само уште еден друг клуб познавам кој што има повеќе локации. Претпоставувам бидејќи тоа, мислам, стварно не е лесен чекор и тоа е 24/7 ангажман на тој што го води бизнисот. Еве конкретно во мојот случај тоа сум јас, се имам одличен тим кој што ми помага, меѓутоа оперативата ја правам јас. Голем чекор и ризик бидејќи не знаеш, веројатно не можеш да знаеш, значи треба да си психички спремен за сите непредвидливи ситуации кои што ќе дојдат. Доаѓаат многу непредвидливи ситуации. И кога отвараш второ студио, пример, не е дека правиш ти копија на првото студио, значи треба да внесеш нов тим, треба да внесеш нова опрема, треба да внесеш нова енергија, а сепак да задржиш истата атмосфера и истиот квалитет. Значи воопшто не е лесно. Пак ја кажам, јас после 10 години се решив на ваков потек и тоа, да речам, секако дека има секен тоци така натака и мислам отворивме пред нема еден месец како сме отворени, не знам тоа како се ќе искочи на крај, меѓутоа верувам, имам некоја, да речем, интуиција дека тоа што го нудиме нешто што им е потребно на нашите клиентки и дека не е погрешен чекор. Меѓутоа дефинитивно мислам дека кај нас фали храброст веројатно кај претприемачите, бидејќи ние што имаме фитнес студија сме си фитнес тренер, менаџираш финанси, менаџираш социјал медија, разговараш со клиенти по цел ден, враќаш на мејлови, враќаш на пораки, збориш на телефон и апсолутно веројатно се доаѓа до некој бърнаут и си викаш чекава не би можел да го правам дупло, точно така. Меѓутоа да, со добра организација, со добар тим, мислам дека се постигнува, меѓутоа е процес. Да, сигурно сум дека е така и паметно е да се направи во време кога бизнисот е доволно зрел за да се направи тој чекор, не на почеток да се тргне со многу па да се изгори. Такви примери имат во доста бизниси. Сега кога зборуваме за дигитализација, многу ретко мислиме на фитнес, најчесто мислиме на некои IT компании, на маркетинг компании, големи корпорации, ланци, не знам,
мислиме на администрација и се надеваме има некои чекори во таа насока, ама ретко на фитнес. Во вашиот случај имате алатка на која што може онлайн да се резервираат термини и тоа постои исто така уште на 1-2 места. Таков тип на алатка, исто на нашата пријателка Rituals има можност за селекција, понатаму има теретани неколку каде што можете да резервирате термини, но ретко е. Која е цената да се дигитализира процесот и дали има исплатливост во однос на тоа колку се плаќа за онлайн резервирање? Дефинитивно има исплатливост, значи цената не е премногу висока. Сега пак ја кажам, јас знам можеби 4-5 студија кои што користат дигитални платформи, да јас и Rituals користиме иста, има други кои што имаат сопствени апликации направено, тоа не можам да знам дали е премногу скапо, меѓутоа претпоставувам дека не е нешто што е лоша инвестиција, бидејќи тоа многу го скратува конкретно мене во текот на денот, наместо да ми се јават сите кои што сакаат денеска да дојдат на вежбање да резервираат термин, тоа го прават без да се слушнеме, односно без да губиме време и двете страни. И исто така опција да откажеш тренинг, да презакажеш во друг термин. Значи едноставно јас тоа би го користела за се што, значи би го користела за фризер, би го користела за маникир, за све би го користела. Многу е практично. Јас иако сум човек што не сум многу, значи, фан на дигитализирање на сите работи, меѓутоа ова е нешто што буквално ти го леснува денот, ти го леснува животот. Така што во мојот случај не е нешто што е премногу скапо во однос на тоа на времето што го добивам, што го заштедувам во текот на денот и во текот на месецот. Така што апсолутно нешто што го препорачувам. Мислам дека и за клиентите е многу корисно. Да, многу едноставно и директ во календар оди тоа. Апсолутно, да, и ремајндер дури ти стига, така што стварно мислам дека е онака 10 од 10. И јас мислам дека тука ептена корисна и се гледа корисноста на користење дигитални алатки. И тоа е и целта на напредокот, дури во вештачката интелигенција, тоа е целта, значи тоа и треба да биде целта, да се улесни, убрза животот и одреден дел од нашите обврски, да, ќе се заменат, ама може да се искористат подобро за втора локација, например, да се отвори во случајот. Кажи ми, веќе спомна дека имаш клиенти што доаѓаат со години, значи што доаѓаат 10 години. Колку е битна лојалноста кај клиентите? И како се прави? Има ли некоја финта, не знам, нешто што ти го кажале, доаѓам 10 години заради тоа и тоа? Доаѓам 10 години заради тоа што тука се чувствуваат убаво луѓето. Веројатно мислам дека на крајот од денот каква и програма да следите, ако одите некаде каде што си одите со негативна енергија или не сте се поминале едноставно убаво, нема да се вратите. Пак ја кажам, јас конкретно многу се трудам жените да имаат пријатно искуство кога ќе дојдат на вежбање. Пак е тоа склоп од многу работи и апсолутно мислам дека на сите фитнес студија многу ни е важно да имаме, мислам, многу ми се поважни клиентите кои што, поважни, немам поважен клиент и поневажен клиент, меѓутоа ако го гледам дека некој доаѓа со години, со месеци и така натака, значи многу повеќе ни значи, знам дека сум допрела до човекот на позитивен начин. Така што нема некоја финта, едноставно луѓето реагираат на енергија на крајот од денот. И доколку доаѓаат на место каде што енергијата им се допаѓа на тренерот и на луѓето кои што вежбаат околу нив, на концептот на програмата, тие луѓе ќе се вратат. Се сложувам, а никогаш на сите ни фали мотивација. Сигурно и тебе ти фали мотивација никогаш да станеш са бајле во 7, да ги средиш теговите и така натаму. Меѓутоа и да извежбаш, сега ти кажи дека и во бременост вежбаш, меѓутоа и кога не е човек бремен, кога има толку многу обврски, тешко се станува од лагодно столче за да се направи нешто за себе. Па често си наоѓаме изговори, не само изговори, туку си наоѓаме друга работа за да не отидеме на вежбање. Кажи ми, која е мотивацијата? Што си кажуваш ти на себе и што им кажуваш на тие кои што тренираат за да продолжат да се појавуваат? Јас конкретно тој дел во главата си го имам некако стокмено дека имам можност да вежбам. Односно, као благодарна сум што сум здрава, што можам да дојдам на тренинг и да се извежбам, наместо леле морам денеска да се извежбам. Значи тоа е исто да речам некоја филозофија која што пробувам на нашите клиентки да им ја наметнам. Бидејќи еве конкретно сега во последниве 6 месеци јас не можам да ги правам тренинзите кои што се прават во моето студио бидејќи се преинтензивни за мене, па одам на некои
пилатес кој што е за бремени жени, меѓутоа пак сум во една ситуација кај што си викам, леле, колку имаме среќа, значи да сме здрави, да сме прави, да можеме да вежбаме. Значи не да се наоѓаат изговори зашто да не, туку едноставно да си речеш, леле, да, имам сад време, дај да отидам да се извежбам, заради тоа што тоа е, значи здравието е тоа. Едноставно целото здравие е тоа. Не е лесно, нормално секој губи мотивација, значи немаме време, имаме многу обврски во денот, изморени сме. Меѓутоа мислам дека треба да се гледа целокупниот здравствен аспект за да човек долгорочно си го фати вежбањето како еден начин на живот. Бидејќи што повеќе да те мотивира од тоа дека ќе бидеш поздрав, ќе бидеш витален, ќе можеш, не знам, еве и за мајки дека ќе можеш да трчаш со детето утре да играш фудбал, да го занимаваш и така натака. Мислам дека тоа е најголемата мотивација што јас еве можам на некој да му ја кажа. Апсолутно се сложувам и добро е тоа да не тргаме од тоа зошто да станам како дека е нешто лошо или страшно, туку благодарност дека можеш да станеш, да, точно. баш така. Сега имам неколку како дилеми кои што ми се појавуваат често и сум ги размислувала и сакам да ти ги поставам како прашање затоа што верувам дека ќе се дел од оние кои што не слушаат се соочуваат со такви, да кажеме, крстопати. Дали е добра хроноисхраната? Со години гледаме луѓе кои што, да кажеме, ја земаат таа диета, хроно, пакето и така натаму. Значи, колку се добри такви исхрани кои што исклучуваат цели групи на, да кажеме, намирници од типот на јаглени хидрати и така натаму, комплетно ги исклучуваат или може да се јадат само точно во одредено време наутро и така натаму? Конкретно, еве, кето диетата доста популарна и да речам диета за која што не можам да кажам нешто премногу лошо, пошто јас сум интуитивен јадач општо и не мислам дека треба да се заробуваме во некои диети. Хронодиетата да речам, според мене има некоја логика, бидејќи пак те тера да јадеш на почетокот на денот кога си активен, кога ти треба таа енергија што ја зимаш од храната, па малце да поднамалиш, да го поднамалуваш темпото како што доаѓа време за спиење. Да речам, мене тоа ми е логички бидејќи е некој природен процес, односно природен тек на нашиот ден, како што заоѓа сонцето, значи треба да се смируваме, да не гледаме во телефоните толку многу бидејќи тоа го буди мозокот, ја буди подсвеста, па после тоа потешко спиеме, значи апсолутно пред спиење немаме потреба да јадеме голем оброк затоа што во текот на вечерта ние спиеме, односно одмараме, треба да одмаре дигестивниот систем. Меѓутоа треба да се внимава и со тоа, значи треба секој да си го слуша својот биолошки часовник. Кога си гладен, треба да јадеш. Сега ти ако си прегладнет во 8 вечер, треба да јадеш, мислам нема поента да не јадеш. Или па да станеш од сабајле, не си гладен, па да јадеш со сила и тоа не бива. Значи треба човек да си интуитивно малце да си го слуша телото. А конкретно за овие кето диетите кои што значи те внесуваат во кетоза, значи тоа е многу ризичен, да речам, начин исхрана поради тоа што тие аминокиселини кои што се внесуваат, односно протеини, тие ги го скиселуваат организмот меѓу другото. Сега јас не сум нутриционист, меѓутоа може тоа да го прочитате на интернет било каде. Доколку долго време сте во кетоза, односно долго време го имате само скиселен организмот, тоа е подлога за, да не речам, сите хронични болести кои што може да ви ги наброи еден доктор. Значи, телото време на време мора да се локализира, односно да се прочистува од тие аминокиселини, кои што доколку само ги натрупувате, апсолутно правите повеќе штета на телото него добро. Од физички аспект, апсолутно, да, еве 2 недели да се ставиш на кето диета, односно да бидеш само на протеини, апсолутно, ќе почнеш да губиш масти, ќе почне да се зајакнува мускулната маса, ќе изгледаш супер, меѓутоа дали ќе се чувствуваш супер е многу голем знак прашалник. Да, и може би многу битен знак прашалник. Да. А за интуитивно јадење, што исто така сега конечно се појавува како тренд и често гледаме дека баш фитнес тренери или луѓе кои што континуирано имаат животен стил здрав, да кажеме, со вежбање, јадење, исхрана добра и така натаму, зборуваат за интуитивното јадење. Ама многу се смеам кога има онакви видеа. Мојата интуиција ми вели да идам пола торта и цела пакетче чипс. Така да што е интуитивно? Ако ми се јаде торта да изедам малку или може пола да се изеде? Да изедеш малку. Види, треба да човек да е искрен сам со себе. Да. Значи, ја верувам дека сите ние имаме, да речам, некое внатрешно нешто што точно ти кажува што треба ти да јадеш дента. Мислам,
јас барем себе така се доживувам, верувам дека сите ако се посветиме на тоа дека ќе сватиме, сега не може тебе телото да ти вика дека ти седа пола торта. Значи апсолутно тебе телото не ти го вика тоа. Можеби ти треба малце благо и треба, значи кога ти седа торта треба да си каснеш малце торта. Меѓутоа апсолутно со усул треба да биде тоа и да го уклучиш и разумот. Усул е прекрасен збор. Да, усул е многу вав македонски збор, што не знам како се преведува на друг јазик. Али сакам да кажам, не треба, значи тие рестрикции кои што пример месец дена ти да си на не знам колку рестриктивна исхрана, да ти се јаде многу торта, а да не касеш цел месец торта, кога ќе заврши тој месец и стварно можеби ќе изедеш пола торта, што не е окей, подобро изеди едно парче торта во текот на неделата кога ти се јаде наместо кога не си на диета под наводници, затоа што тој збор диета е, мислам, сите знаеме, не е нешто што можеш ти долгорочно да го тераш. Значи, додека потекнува од зборот исхрана, кој е на англиски, што значи е така и на македонски. Тоа што го јадеш, уствари, да. Англицизмот диета, кај нас е нешто краткорочно што треба да даде резултати. Да. А кога ќе кажеме исхрана, тогаш мислиме на долгорочно исхранување. Добро, исхраната е многу битна и за мозокот. Имавме тука една невролог, значи Габриела, која што зборуваше за тоа колку е битно за превенција од деменција, движењето, две од работите што се битни покрај социјализација, работа на, не знам, мозокот, учење нови работи и така натаму. Две од работите се токму исхрана и физичка активност за, нели, долг век на мозокот, што исто така е многу битен елемент. Сега, може ли да се постигне резултат само со вежбање? Не. Види, само со вежбање. Види, ајде да дефинираме што е резултат. Дефинираме резултат. Значи, ако тебе ти резултатот да станеш многу силна и да можеш да кренеш, не знам, 90 кила на хиптраст или, не знам, да правиш некои тешки вежби со тешки килажи, ако тоа ти е тебе целта, можеш да ја постигнеш и без да внимаваш кој знае колку исхрана, односно ти да бидеш многу силна, да имаш мускули, значи да можеш да креваш работи така натака, меѓутоа можеби нема да изгледаш како девојките што креваат така на Инстаграм што се сликаат. Значи многу е битно што ти е целта. Ако целта ни е, на повеќето жени особено им е целта да бидат привлечни, значи да немам масно ткиво на себе видливо и да бидат згодни, да бидат стегнати, да имаат мускулна маса, тука апсолутно мора и исхрана и тренинг. Ако не да речам, исхраната е 80%, мислам сите тоа го знаеме, 20% е тренингот, 80% е исхраната. Бидејќи и самата исхрана ти дава повеќе енергија или не ти дава повеќе енергија. Значи ти ако после тренинг или пред тренинг јадеш хамбургер од седмица и јадеш круасани и јадеш сладолед, апсолутно нема да те биде перформансот наместо да јадеш салата со некакво месо, риба, јајца и шо и да е и не знам, за благо јадеш банана. Затоа што тоа се намирници кои што постепено после тоа се преработуваат во телото и така натака, кои што ти даваат една да речам подолгорочна енергија, односно скокот на енергија и падот на енергија не е ист кога јадеш едно и кога јадеш друго. Така што, види, пак ја кажам, има категории во светот каде што луѓе се такмичат, пример да ги видиш тие најсилните луѓе на светот, не изгледаат како најзгодните луѓе на светот, меѓутоа пак се они најсилните луѓе на светот, можат кола, пример, да поместат, ме разбираш. Така што многу е битно што е целта на вежбачот. Ама и ти имаат некоја исхрана. Мене ми се допадна тоа што ми го кажа 50-50, со вежбање 50% од резултатот, со исхрана и вежбање 100%. Така е. Значи мора апсолутно едното без другото не оди. Мислам, ако не внимаваш на едното или не внимаваш на другото, резултатите ќе ти бидат случајни. Значи како ти се погоди. На крај тоа привлечно, мене ми е многу интересен концепт, затоа што привлечно сите си имаме во главата идеја, особено ние женските, што значи за мене привлечно, како треба да изгледам и така натаму, додека од друга страна, барем оние со кои што јас комуницирам сега да не вадам статистики, меѓутоа мажи, најчесто немаат никаков некој особен проблем со моменти од типот на има целулит, нема и привлечно често е некој наш комплекс кој што си го носиме, нели како треба тоа да биде убаво или привлечно, додека за најголем дел од луѓето и енергијата влијае и се останато, а треба да бидеме пред се нели здрави. И сега во однос на привлечно, жените се борат со целулитот како да е крај на свет. Особено пред лето, значи тука има
оние На струи. цукала, струи, не знам што и да е. Вакви креми, Значи, такви најразлични третмани, не дека се болни лоши. третмани, меѓу Дел се другото. болни и тоа Да. дел се многу болни. Значи, ова го кажам од лично искуство, не сакам Сите никого сме да го осудам поминале за тоа што го прави. Меѓутоа, генерално, колку е возможно да влијаете на целулитот, дел е веројатно и генетска предиспозиција. И дали е па и на крајот и толку битно, затоа што не изгледа толку лошо, особено на тело кое што е фит, мање више имало малку. Да, мислам дека е време, и со годините веројатно доаѓа тоа прифаќање на себе си, меѓутоа апсолутно мислам во 21 век дека стварно жените треба да престанеме да се стресуваме толку околу целулитот. Заради тоа што како фитнес тренер можам да ви кажам дека преку 80% од сите жени на светот имаат целулит. Значи, дали имаш целулит не значи не е врзано со тоа дали си ти фит или не си фит. Значи, целулитот има милион позадински фактори. Пред се е генетика, задршка на вода, хормони, циркулација, сите овие 4 работи што ги наброев, кај мене и кај тебе се сосема различни. Значи, различна генетика, различен капацитет на задршка на вода, различно реагираме на тренинзи, различна исхрана имаме, па ќе кажам, тоа е и кожна состојба пред све. Да. Значи, И сукалото се за дел од овие фактори. да, и Битни. сега не викам дека тие третмани немаат ефект, имаат некаков ефект апсолутно, значи не сум против тоа да се практикуваат, меѓутоа значи треба да престанеме да бидеме обсесирани со таа тема со целулитот, бидејќи апсолутно повеќе од секоја втора жена на светот има целулит. И значи верувајте, има девојки и кај мене во клуб кои што се, да речам, можеби во тие што се најфит 10 жени, една сигурно ќе има целулит. Значи тоа не е врзано едното со другото. Исто така може некој прв пат во животот да влегува на вежбање, да има и прекомерна тежина и све, целулит да нема. Да има мазна кожа како бебе, има жени кои што имаат совршена кожа и немаат целулит едноставно. Сега добро, да, масните настаги исто некогаш изгледаат во форма на целулит, меѓутоа може да иде некоја што е онака најфит, најспремна, меѓутоа целулитот да си е таму. Апсолутно треба да го прифатиме како едноставно дел од нашата биологија е таква. Како јас пегите што си ги припекам. Тоа се пресладки. Мислам дека имаше има да тетовираш логика. пеги, дури беше модерно лани, не знам дали приметуваш. Да, Значи мислам пресладко. не морате да тетовирате пеги. Кој сака нека тетовира пеги, тука Да. апсолутно ние сме отворени, имавме и тату мајсторка, значи за сите луѓе што сакаат да прават и да бидат среќни, само е битно да не биде тоа во моментот психолошка состојба и така натаму. Да. Имаше интересен концепт кај што вика јас им давам 2 недели од кога ќе дојдат во студио до терминот, за да има време да размислат, се зашто ова е премисли. одлука за цел живот, Точно. така што тоа беше Баш паметно. многу добар муабет, можам Да. да кажам, како што беше и овој до сега. И сега сакам да завршам така како што почнавме. Си студирала маркетинг, во студиите почнуваш да вежбаш и се пренасочуваш во нешто што е неочекувано. Мене ми се случи слично сега комуникации, да кажем и PR студирам, инаку основата ми е во економија, а работам цел живот во телевизија, така што не секогаш она што го студираме, таму не носи Да. патот. Меѓутоа, јас верувам дека секогаш тоа што го студираме може да ни помогне понатаму во работата. Колку ти помогна студиите за комуникации и маркетинг, во ова што сега го работиш и не само студиите, туку и праксата во компанија, долги години работење во маркетинг сектор, па да се да кажеме прешифташ. Не многу долги години, ама таман да се научат Да. финтите што треба. Види, апсолутно факултетот е една, да речам, основа која што ми има направено тоа што, мислам, мајндсетот кој што го имам сега, ноу-хауто кој што го имам, ми е апсолутно од факултетот, кој што не било конкретно за физичко образование. Меѓутоа, тие работи кои што ги имам научено во секторот на комуникација и на маркетинг, многу ми помогнал во градењето на брендот на Fierce Fitness, што исто, да речам, 50% важно колку се добри тренизите, затоа што луѓето мора да те дознаат и да знаат каде да те најдат и така натака. Искуството исто во маркетинг агенција многу ми има помогнато во тоа начинот на кој што сум гледала примери како функционира една голема компанија, меѓутоа и како, значи, начинот на кој што се комуницира со луѓе кои што првпат ги среќаваш во животот, луѓе кои што не знаеш дека постојат, луѓе кои што не знаеш кои им се точно побарувањата, целите, значи тоа е една, да речам, многу интересна
многу интересен склоп на луѓе се наоѓаат во една маркетинг агенција од кој што можеш да научиш многу. Јас апсолутно многу имам научена во тие кратки 3-4 години кога работев во таа компанија. Па не се сега кратки 3-4 години. Може ти Да. се личела долги. Да, мислам, од оваа перспектива ми личат кратки, заради тоа што, пример, па многу бев млада, тогаш веднаш после студиите почнав да работам таму, така што апсолутно многу големо влијание имаше врз мојот целокупен ноу-хау за тоа како да тргнам по патот како предприемач. Пак ја кажам, значи да водиш фитнес студио не е само да бидеш тренер, туку ти си предприемач на од кој што сите работи зависат од тебе. Значи многу не е само како што изгледа, ајде напишала тренинг па има фитнес студио, значи апсолутно јас на сите колеги кои што имаат приватни фитнес студио, значи со други очи се гледаме затоа што знам што све има во позадина на тие работи. Колку е битна поддршката на заедницата, затоа што неколку пати, еве сега спомнавме студија додека зборуваме. Неколку пати ти спомна има 4-5 ова што прават, тоа што прават, сум те видела на настани каде што има и други фитнес тренери заедно со тебе. Повеќе се гледате како конкуренција или како ти ги знам маките, затоа што и тука многу блиску до вашето студио има друго студио веднаш и функционирате во тој простор. Ја би сакала да се работите малце поразлични, меѓутоа не знам, не можам да кажам дека мислам апсолутно се осеќа, значи некој момент на конкуренција, што јас не сум компетитивен тип општо, па како по природа, меѓутоа и баш кај студиото ми е 10 години, значи јас сум First Fitness стварно меѓу првите фитнес студија кои што се отворија Особено на тема кикбокс. Особено на тема само за жени, а во последниве да речам 5-6 години си имаат отворено милион фитнес студија и сега сите нови фитнес студија да речам поинаку не доживуваат, поинаку не гледаат. Апсолутно има колеги со кои што мислам и сакам да соработувам и сум отворена, значи апсолутно ја викам имам почит према сите бидејќи знам колку е тешко да се воопшто да се почне една таква работа, особено да се задржиш квалитетно. Меѓутоа морам да кажам се ние сме женско студио и секогаш особено во студија во кои што вежбаат мажи или ги водат мажи не гледаат малце со потценување, морам да го признаам тоа. Особено и кикбокс. Да. Ќе го зборнеме. Да, има и така некои предрасуди дека што знаете вие кикбокс да правите, ги галите или вриките, значи стварно стигаат такви коментари до нас, меѓутоа не ги галиме. Да, не знам како да кажам, гледам тоа да не ме допире, едноставно ги гледам, не е моја работа како луѓето реагираат на нашата работа. Мојата работа е мојата работа. Јас апсолутно ги почитувам сите кои што се бават со било каков спорт, со било каков фитнес. Би сакала да има една да речем, пријателска атмосфера меѓу сите клубови, бидејќи ова што го зборам не е само за нас, туку гледам меѓу себе сите како функционираат. Апсолутно има, особено женски колешки со кои што сум во многу добри односи, со кои што им иде и муабети, знаеме да си помогнеме и така натака. Така што, да, тоа е да речем една работа на која што може да поработиме сите вака како една заедница, јас барем би сакала да е така. Да, и јас би сакала, тоа може да помогне и во едукација и во се останато. Апсолутно. И позиционирање на спортот, еве го дадовме на Британија примерот, ама сигурно нели можеби им текнало сами што да направат, ама морале да ја ангажираат. Мора да собереш сите кои што работат на тоа. Апсолутно. И на тие спотови, реклами баш се нудат најразлични видови на спортови од буквално бесплатни до оние што се поскапи, фенси спортови, за да можат луѓето да си одберат што да прават, така што мислам дека како заедница е битно да се држите. И зошто го одбра кикбоксот и со тоа завршуваме, затоа што особено дел од тренинзите се баш на тема кикбокс. Пак ја кажам, јас малце покасно во животот почнав да се бавам со спорт и кикфит часот беше првото нешто на кое што присуствував и значи едноставно се залюбив во кикфит. Да, кикфит се вика конкретно бидејќи кикбокс не сум практикувала, мислам сум била на часови, меѓутоа нема спаринг меѓу две лица што е многу битно. Мислам тоа е разликата меѓу кикбоксот и кикфитот што го преминуваме ние, кај нас е само удари во вреќа. Не можам да го опишам чувството што го имам кога ударам во вреќа, значи е нешто од кое што не би можела да се откажам, да речеме, веќе нема да правиме кикфит. Е нешто што не знам го вади да речам најдоброто од мене, ми ја вади лошата енергија, ме полни со позитивна енергија, ми прави да се чувствувам силно, ми прави да се чувствувам самоуверено, едноставно
Не знам, апсолутно не е тренинг кој што можеш да го правиш само тоа да го правиш, значи само кардио на вреќа да работиш, само да работиш кикфит, апсолутно има потреби од тежински тренинзи, од функционални тренинзи, меѓутоа да речеме мене шлагот на тортата ми е секогаш на тренингот тоа. Да, и мене исто и мислам дека тука може да се сложиме и да завршиме. Се гледаме и на тренинг и секако следен пат кога ќе имаш трета локација, пета локација, повторно ќе ни дојдеш. Може да се собереме еден подкаст со децата тогаш да не може, да. Тоа ќе биде смешно за гледање во најмала рака и малку проблематично за снимање. Фала ти. Фала ти многу и на тебе. Се гледаме.